Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Тука ќе најдеш совети како подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Јас сакам да им помогнам на сите кои се мачат или немаат самодоверба при зборувањето на македонскиот јазик, тоа да го прават со повеќе самодоверба. И во моментот е отворен програмот Зборувај македонски, каде што можеш да се пријавиш во описот на оваа епизода. Имаш линк или да ми пишеш мејл на mariamalenovitz92@gmail.com, па понатаму можеме да се договориме за терминот и начинот на работа. Оно што сакам да зборувам во оваа подкаст епизода е повеќе некои совети кои сакам да ги дадам на напредните зборувачи на македонскиот јазик. Претходната епизода ми беше некои совети за почетните говорници на македонскиот јазик, односно оние кои можеби мајчиниот јазик не е некој словенски јазик и прво имаат предизвик да ги научат кириличните букви, односно кирилицата и како таа се пишува и како се изговараат некои гласови, бидејќи гласовите З, З, Ч, Дж, Ќ или Ќ можат да им направат проблем при изговорот доколку не ги имат средното во животот. Или њ, љ, да. Тоа имам приметено дека им прави проблем на почетните говорници на македонскиот јазик. Но оно што тука би подвлекла како битно за напредните зборувачи на македонскиот јазик, тие веќе ја знаат кирилицата, знаат да пишуваат, да знаат да читаат текстови на македонски, знаат да зборуваат, но зборуваат со помалку самодоверба. И тука сакам повеќе да се насочам на она што најмногу ги мачи. Напредните зборувачи на македонскиот јазик не ги мачи како се пишува некој збор, ниту како се изговара некоја буква, туку повеќе ги мачат мислите што ако погрешам. Тоа е најголемата, да кажам, пречка во целиот тој начин на размислување на зборувањето. Да, тоа е нормално. Прво сакам да ти кажам дека е нормално да го мислиш тоа, бидејќи секој тоа го мисли. Дури некој зборувач на мајчиниот јазик, кога треба да зборува, размислува дали добро ќе го кажам овој збор, нема да го кажам, дали овој збор треба да стои пред овој збор, оваа наставка тука или не. А не уште некој тоа да го прави доколку македонскиот јазик не му е мајчин јазик или пак му е мајчин, но нема можност истиот да го зборува. Во овој момент се наоѓа во некоја ситуација, во некоја средина каде што македонскиот јазик не може да го зборува во она ниво, во оној обим во кој што би го зборувал. Така да, тоа ми се некако главните совети и тука сакам повеќе да зборувам за она што понатаму. Што понатаму кога те мачат мислите ќе погрешам веднаш кога ќе проговорам на македонски. Добро, тоа е така, но ајде тоа да го промениме. Што ќе направиме? Прво сакам да ти кажам да не бараш совршенство. Значи, тоа го зборував и во онаа подкаст епизода за почетните говорници на македонскиот јазик, да не бараме совршенство во тоа точно се да кажеме, се наместо да кажеме во точна брзина, во точен изговор, во точен тоналитет, се. Бидејќи само така повеќе се враќаш назад и потешко ќе ти биде утре повторно да застанеш и да зборуваш со некој. Она што сакам да ти кажам е дека и јас правам грешки и тоа е нормално за секој кој зборува повеќе јазици, а особено ако треба да зборува на некое ниво каде се очекува тоа да биде во подобро
на повисоко ниво на зборување на јазикот. И особено тоа, на пример, и мене ми се случува на јазиците кои не ми се мајчини да правам грешки, да. И тоа најмногу сум го забележала дека ми се случува кога сум веќе уморна. Значи, кога целиот ден ми бил исполнет со обврски, активности, мисли, и кога веќе во вечерните часови треба да зборувам на некој јазик кој не ми е мајчин, правам грешки, да. Но што ќе направам следниот пат? Ќе се одморам, ќе размислам и утре дента продолжувам понатаму. Затоа сакам и тебе да те охрабрам да не вршиш совршенство туку да го зборуваш македонскиот јазик. Иако погрешиш, продолжи понатаму, застани и продолжи понатаму. Исто така и јас многу се оптоварував со тоа дали некој ќе забележи дека јас не ги изговорам зборовите добро или акцентот не ми е точно кажан. Но тоа додека да разбирав дека тоа беше она што ме спречуваше понатаму да зборувам. Со тој недостаток, всушност сега и јас тука се заплетка со зборовите, со тој недостаток на самодоверба ми се случуваше да правам повеќе грешки од колку што мислев дека правам. И што се случи понатаму? Понатаму се случи тоа што се опуштив, застанав и тогаш менторот, се сеќава менторот ми рече тогаш, опушти се и дозволи си да зборуваш како ти доаѓаат мислите, а зборовите сами ќе си дојдат и ќе си се наместат каде треба да стојат. И навистина се случи така. Да, може би вама ви звучи или тебе ти звучи чудно, но навистина беше така. И уште еден совет кој сакам да ти го кажам, доколку се уште немаш самодоверба да го зборуваш македонскиот јазик онака слободно, да застанеш и да кажеш нешто, да почнеш да пишуваш дневник. И, например, да пишуваш дневник што е она што сакаш да го кажеш. Може би тоа денеска нека бидат 3 реченици. Утре 5. Немој да се оптоваруваш околу тоа пишување на цели страни и цели романи, туку 3 реченици за денес, 3 реченици за утре и вежбај она што сакаш да го кажеш. Вежбај она што сакаш на она тема на која сакаш да зборуваш. Тоа вежбај да го пишуваш, бидејќи не можам да кажам дека дневникот, пишувањето на дневник помага многу во зборувањето на македонскиот јазик. Најмногу она што помага во зборувањето на македонскиот јазик е токму зборувањето. Но пишувањето на дневник ти помага подобро да се изразуваш, односно твоите мисли да ги преточиш во зборови. Затоа тоа е добра почетна станица, добро почетно место за усовршувањето на зборувањето на јазикот. Тоа го имам практикувано за сите јазици кои ги имам зборувано и ми има помогнато да следниот пат кога ќе се најдам во таква ситуација да зборувам за темите кои што ми интересират и веќе речениците ми се навежбани и ги зборувам потечно, со помалку застои измеѓу. Тоа сака да ти кажам во оваа епизода. Уште еднаш ти кажувам дека во моментот е отворен мојот програм Зборувај македонски. Можеш да се пријавиш на описот во линкот кој се наоѓа во оваа епизода или да ми пишеш мејл. Сето тоа стои во описот. Те чекам и се надевам дека чекам да те запознам и да работиме, да соработуваме. Те поздравам.